месецов земјоделците и фармерите кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства ќе може да аплицираат за добивање на средства од програмата за финансиска поддршка и руралниот развој од мерката 121 инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. За овие средства ќе може да аплицираат земјоделците кои од 1 јануари до 30 септември оваа година ги изголемиле стадата, формирале ново стадо, подигнале нов овошен или лозов насад или пак засадиле повеќе годишни ароматични растенија како на нови површини. Исто така со овие средства, фармерите ќе може да повратат и половина од инвестицијата за набавени, оригинални или мелезни високотелни педигрирани јуници, а се признаваат и трошоци за набавка на машки и женски приплотни грла, овци и кози. Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина до 75% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци. За подигнување на нове повеќе годишни лозови и овошни насади, прифатливите трошоци се до 2,5 милиони денари. За оние кои ќе конкурираат за поврат на средства за набавка на добиток, прифатлив трошок по корисник е до 6,5 милиони денари. Барањата се поднесуваат електронски на e-барање.ipart.gov.mk. Оние земјоделци кои не можат сами електронски да го пополнат барањето, истото може да им го пополнат вработените во подрачните единици на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството. Барателите на финансиската поддршка потребно е заедно со креираното електронско барање за исплата да прикачат и задолжителните документи. Крајниот рок за пријавување е 30 септември оваа година, а барателите треба да ги имаат подмирено врските кон сите државни институции.